Македонска јавност, почитувани медиуми и колеги, нов театар во режија на Социјалдемократскиот сојуз, наречен утврдување на предлог за избор на судија на Уставниот суд. Додека ви требаше Љубомир Јовевски, главниот политички екзекутор, слепиот послушник и заштитникот на криминалот на власта, си молчевте. Па после сета штета што ја претрпе македонското судство, ја повлековте кандидатурата. Попатно изгубивме 2,5 години и 25 продолженија на матичната комисија во Собраниево, проследени со еклатантно кршење и газење на деловникот. Значи, откако дотичниот си ја заврши задачата за која беше поставен и 7 години ги штитеше криминалите на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, денес велите, дајте друго дете. Дали тоа друго дете ќе ја подкрене макар за 0,01% довербата во судството со оваа власт, нема шанси. Да бидам искрена, за среќа, барем овој пат, ако не и единствен пат, на дневен ред имаме навистина истакнат правник, професорката Ана Павлеска Данева. Искрено жалам што говориме за избор на судија на Уставниот суд во време кога не знаеме каде отидоа милиардите кои оваа власт ги фрли во правосудството. Од едната страна ја имаме власта која нема капацитет да реализира реформи, затоа што дозволува луѓе на црната листа да се однесуваат вака како што се однесуваат, имаме правен систем кој дозволува внукот на вечниот политичар на 24 години да има милиони евра и да си купува што ќе посака, и правен систем кој сите бенефити им ги дава на лицата послушници на власта. А од другата страна се луѓето кои само заради тоа што си ја сакаат државата лежат по затворите етикетирани како терористи и луѓето на кои им е ограничено правото на правда. Се додека словото на законот не почне да важи подеднакво за сите, подеднакво за секој човек, ни Ана Данева, ни било кој нема од Република Македонија да направи европска држава, ниту пак ќе успееме да се избориме против корупцијата инсталирана во највисоките ешалони на власта. Апсолутно ништо нема да се подобри во судството со тоа што еден се разрешува, друг се назначува. Преживеавме 7 години владење на ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз без ниту една реформа во судскиот и обвинителскиот систем, а со низа критики од меѓународниот фактор. Заканите и уцените кон судиите, разрешувањата и прераспределбите на неподобните за власта судии и нивното казнување не значи реформа, колеги, ниту пак значи независен правосуден систем во државата. Хаосот во судството е само рефлексија на колапсот што се случува во државата на сите нивоа. Затоа цело време говориме одовде дека е потребен итен ресет и рестарт после кој би профункционирала правната држава. При тоа не смеат да се заборават скандалите, непокренатите обвиненија, сокриените предмети, смешните пресуди, ослободените криминалци, партиски нарачаните пресуди. Преполна ви е власта со криминал и корупција, а Македонија никогаш не била подалеку од Европската Унија. Додека ви се полни устите со фокусирани сме на европската агенда, извештајот од Европската комисија ја одразува тажната реалност, стагнацијата и назадувањата кои се случуваат на Македонија. Фрапантни се податоците за судството. Нема ни трага од зајакнување на судската независност или било каков напредок во областа на судството. Усвојувањето на стратегијата за реформи во правосудството доцни, а ќе го отваравте како пупка, ќе правевте генерален реизбор, ни оставивте најголема рана наместо правда. Очигледно, погрешно сте си ги поставиле стратегиските цели, па наместо да владее правото, владее самоволието. Наместо реформи на институциите, имаме уназадени институции, наместо напредок, доживуваме само порази. Затоа не почнуваме преговори, затоа што наместо право и правда не заглавивте во криминал и корупција. Со нула ја помноживте слободата на говор. Уставот кој ја гарантира таа слобода исто така го помноживте со нула, а со нула ги помноживте и сите меѓународни документи.
Во време кога Македонија доби најниска оценка од Европската комисија за сите области, вклучувајќи ја и слободата на изразување и правото на слободна мисла, во време кога како власт ги убедувате граѓаните дека сме на чекор до Европската Унија, ова ваше судство осуди пратеник само за да ја замолкне опозицијата. Само во судството на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ прво обвинетиот добива помала казна од останатите обвинети. Само во судството на ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз вештачењето на пензиониран наставник од средно училиште има поголема важност од вештачењето на Машинскиот факултет. Судот во Страсбург само со пресудите од судството на СДС и ДУИ треба да се занимава. Па и тој суд од Страсбург ви потврди дека во Македонија нема услови за фер судење, а постапките се сосема спротивни на стандардите. Такво е вашето судство. Се води од политички наместо од правни аргументи. Владењето на правото и правната држава ги нема, секој граѓанин чувствува правна несигурност и затоа луѓето заминуваат. И не само ВМРО ДПМНЕ, туку и значајни представници на меѓународната заедница констатираат дека власта е криминална и корумпирана, а судството политизирано и секој кој ќе ја критикува власта сноси последици. Народот нема апсолутно никаква придобивка од признанието на власта дека судството е корумпирано. Изјавите на министерот, на вашиот министер Кренар Лога, се само потврда за она кое што ВМРО ДПМНЕ го зборува целиот период, а тоа е дека го партизирате и политизирате правосудните органи, а судскиот систем, колеги, треба да ја гарантира независноста и заштитата на судството и неговото унапредување и да работи одговорно, професионално и транспарентно. Иако досега мислевме дека од незнаење и отсуство на капацитет се случува ова, сега веќе сме сигурни дека судството во Македонија намерно се урнисува за никој да не ви пречи во криминалите и за никој да не ви застане на патот на богатењето врз грбот на граѓаните. Македонското судство е на најниско можно ниво во историјата на државата и тоа го потврдуваат како меѓународните институции, така и граѓаните на сите можни анкети. Како инаку да се објаснат оставките на челните луѓе во судството по нарачка од партиските штабови? Се ближи времето кога ќе одговараат сите одговорни за состојбата во која го донесовте судството во Македонија. Раководствата на судството и обвинителството 6 години, 7 веќе, се под јаремот и партискиот чекан на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Во Македонија челните луѓе на судството даваат оставка на свирка од партиските штабови на Бихачка и Речица и затоа имаме неказнет криминал. Наискрено сакам да верувам дека денешниот кандидат Ана Данева нема да посегне да гради лична кариера врз човечки судбини, како што тоа го правеа тие пред неа, туку напротив, ќе побара одговорност од таквите. Годините минуваат, срамото станува. Лицата, кои треба да се урнек и синоним за правосудството, станаа извршители на желбите на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Весна Дамева, прв човек на судскиот совет, сама изјави дека е симпатизер на Социјалдемократскиот сојуз. Ислам Абази, прв човек на обвинителството за гонење на организиран криминал, беше сликан со Али Ахмети во домашна атмосфера. Ама Ковачевски ниту се мешал, ниту ќе се меша во судството. Уште да беше точно тоа што го кажува. Мора еднаш за секогаш да се стави крај на партизираноста во судството и да се заборави на неказливост и недопирливост. Време е институциите да се ослободат од канџите на оваа криминална власт и да започне да функционира правосудниот систем во Македонија. Македонија мора да престане да биде роб на криминалците од Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Време е да се случат промените во државата. Оваа година сета среќа што конечно ќе се ослободиме од власта, затоа што никогаш не било полошо. Токму затоа ќе ве поразиме. Ви благодарам. Реплика